Здраво дечки, добро дојдовте во уште едно мое ново видео денеска кое што го снимам само што станав, но мислам дека сите видовте ситуацијата која што се случи вчера кај Ритко со Бака Прасе, начинот на селјачизам од страна на Бака Праси. Зошто го правам ова денеска? Го правам заради тоа што сакам да го поддржам мојот брат Ритко, но некако почувствував дека на ваков начин се напаѓа целата наша држава или целата наша публика која што реално многу го поддржува Бака Прасе. Имаше една реченица во видеото која што сега ќе го погледнеме. Ритко кажа дека го поддржувате него, а не поддржувате наши јутубери, и тоа е многу точно, и силата која што има Бака Праси и влијанието на Балканот е само поради вас. Не македонците, туку и нормално цел Балкан, но кога веќе станува збор за македонски јутубер, поготово Ритко кој што настрана од јутубот, настрана од себе чувствувам како свој брат, чувствувам должност дека треба да ви собратам и дека треба да го поддржам. Ќе го погледнеме видеото и сакам да изреагирам и да дадам своје мислење на целата оваа ситуација поврзана со Бака Прасе и Ритко. Пред да почнам само сакам да кажам дека многу ми е жал што јас сум еден од оние луѓе кои што навистина го сакаат Бака Прасе и можеби единствениот јутубер кој што навистина му посветувам внимание и го гледам од месец мај, например. Вчера го гледав лајвот на Ритко, гледав што се случуваше и бев згрозен од однесувањето на Бака Прасе, кога еден човек што има 2 милиони сабскрајбери се однесува така со дечко кој што доаѓа од Македонија има 20 пати помалку од него, воопшто не е добро. Ајде да видиме што се случи. Шо пред Бака се прави? Facebook видим како нека клинка показува гузу. Ајде, Чао, чите, мала, ајде. реци ми, како слушаш? Ритко рейд. Опет, брате, он е лик кој ми доведе 5 ljudi на лајве, знаеш? Човек дошо и буквално ми смањуо број гледалаца, брате, својим рейдом. Лик дошо да ме рейдуе и оборио ми број гледалаца. Не разбирам зошто начинот на Бака Прасе е ваков. Ритко во моментов стримува и Бака Прасе и Ритко се зајапава, му пушта луѓе да му пишуваат, што е симпатично и едноставно неговата реакција би требало да биде ха-ха-ха, хи-хи-хи, поздрав до Ритко и толку. Тој го употребува повторно оној начин негов да драматизира, да вреѓи и да пцуе. Ќе видите во видеото што прави. А Ритко најверојатно како што го прави тој секој ден, јас сум го видел и на други јутубери, се зајабава и ништо повеќе, немаше никаква лоша намера. Те бра, најгори рейд икада. Сам sebi obaraš gledalce takvim ponašanjem. Druže, evo, ja ću tebe da banujem sa kanala jer ti možeš me popušiš kurac. Сите што сте овде, ојте кај него да го крениме до 4000 гледачи и да видите дека не му ги турнав јас гледачите, току тој сам љубомори дека имам повеќе гледачи од него. Како може? Тој пцуе. Ја не разбирам. Еве ви кажам дека ова видео нема да биде family friendly, бидејќи Бака Прасе пцуе. Буквално се сеќам која да сум Ритко моментов и јас ќе вратам соодветно на неговиот начин на изразување. Поглед шува. Сите пуши му курац на Ритко. Е, вакви што поддржвате, зато македонци не одат на. Оваа реченица, браво, 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 браво срце мое, браво. Ние имаме мокта, верујте ми луѓе, значи зошто никој не збори тука за брат со Гајч, за Кими, за Чода мање више? Зошто сите зборат за Бака Прасе? Затоа што вие му ја давате мокта, вие правите да го гледаме. Многу се кам што ете јас бев во Србија, највеќе што се трудев е да го донесам во Карбул караоке Бака Прасе, но зошто? Заради вас, заради гледаноста, заради тоа што вие го поддржувате. Бог да чува. Ајде да видиме. Ритко рейд. Поздрав, Ритко. Еве, ова е другарот на Бака Прасе. Поздрав Ритко и тоа е тоа. Гледате? Човек со сигурност во себе. Бака Прасе е комплексаш, има проблем со себе. Не се работи цело време на таков начин. Бака Прасе можеби го има веќе направено моментот да подзаборавиме што е YouTube. YouTube треба да биде забава, смеа, едукација на некој начин, интересно да биде, а не да биде повеќето од времето булинг. To je ovaj Ritko što mi baca gledalcu minus, brate. Pozdrav Ritko, ime ti je Čitko. Добро бе луѓе, зошто кога ќе ви дам нешто да му пишете дека е педер, дека е пичка, дека не е захвален, дека има дека има 2 милиони, мисли дека Госпа го фати Саѓа да спакова. за јајца. Значи, зошто ова го многу поддржавате бе? Нели гледаш дека ја го редам човечки, вие ми рековте да го редам, ја влегвам ова, не ни го гледам, не ни му имам. Знаете што е во главата на Бака Прасе? Демек, кој е Ритко мене да ме рейда во моментот? Демек, Ритко од Македонија, потенцирам од Македонија, а после тоа кажа Бака Прасе многу ја сакам државата. Не бе пријателе, ништо не сакаш ти уста да те ебам. Еве ти кажувам јас, понашањето ти е за нигде, селјачизам до максимум, разбираш? Џабе, значи мокта која што сите ние јутуберите ја добиваме само поради вас гледачите, парите кои што ги заработува само поради гледачите. Еве ви кажам, пак ќе одам во Србија, никад во живот нема да си дозволам повторно да му пишам порака или да го побарам за да снимаме. Селја! Човечки ми рековте да го рейдам и ми вели 15 души ми носиш настрем и ми ги Саѓа цукаш да гледачите. спакова. Дај одете му сите, овде сме 3000 души и 200. Дај одете му, влезете му, пичка му матер негова, влезете му и пишете ми да ми го јади куров, да ми пуши курац. Реално. Što kaže, Ritko ima više na live nego li tebe, Burazeru. A može Ritko mi popuši bre ceo kurac, ljubi tebe. Pričaš sa najvećim youtuberom na Balkanu. Priča sa највеćim клошаром на Балкану, да те ебам уста. Ти пичко една. Да му јебем оче чараве да му јебем.
Готов е, готов е. Alo bre debili, šta ste si izložili kakav raid? Vi ste kao neki community. Vi ste bre Karina bre, si lud druže. Pa nemoj ja da okačem story da vas institucija pojede bre. Neki Ritko. Ritko. Како понижувачки го кажа, Ритко, Ритко. Ало селјандуро, пред 2 години немаше леп да јадеш, зашто тоа не го забораваш? Односно го забораваш. Малце чукнете си ја главата и вие бе луѓе, видете каков човек и јас се ставам во Васкош, каков човек подржуваме. Еве ми го Инстаграмот, во моментов нормално ќе си јаде unfollow, еве го пратам, стварно го пратам, може би голем фан сум му, еве. Во тој момент иде unfollow, нормално иде газ, пизду материну. Човеков си дава да право многу работи. Поентата на јавната професија е да бидеш добар пример, а не да бидеш ова. Да не го гледаме цело, сакам да отидеме до моментот кај што веќе почиња да си донираат пари. Moram da vidim ko je Ritko, brat. On mene gleda i dalje, čovjek. Jer njemu je kontent da sedi i gleda mene, brat. Пуши курац, јебем ти матеру пичку. Lančina, brat. Ама ништо не му направив лошо, луѓе, не знам што му е на човеков. Ропа, dobio si slava, sad sam si jeo. Druže. Готов е, се прави дека му е. Ја разбирам вакви моменти да има во шоу бизнисот и да сака да го направи тоа поради прегледи и драма, ама ова е најбанално, најглупава ситуација. Седиш на стрим навечер, некој ти пушта рейд, ти пишуваат коментари, гледаш, ха-ха-ха, поздрав до Ритко, чао. Што деме Ритко го прави ред за да го дигнеш, а го кажеш еден поздрав. Јас се надевам дека ќе го гледа ова видео и дека ќе свати дека Македонија е држава која што можеби на мапа е мала. Тука имаме ние многу. А ние ако засакаме подржуваме до крај. Сега ако се понашаш како дебил, нема да те подржуваме до крај. Не многу е криво што вистинските вредности се изгубени во денешно време. Голем поздрав до мојот брат Ритко и се надевам дека сите ќе го подржите. Сите заради тоа што знам како е да се осеќаш во даден момент мизерно поради некој дебил кој што за жал е поуспешен од тебе поради тоа што публиката го поддржува, заради тоа што денеска кажав вредностите се изместени. Сакаме драма, сакаме пцување, сакаме крвави работи. Тоа е. Добро, се прави дека му е добро, ама кур му е добро, не му е добро, разбира. On te reda, ti se ponaš ko neki veliki sramot. Тачно. Тачно. Kakav raid, bre. Sađa da spako. Ja da neka radi nešto pametnije, a ne da raiduje mene, bre. Igram, bre, lolar. Jedan lolač, došao da odmorim dušu. Neki Ritko raid. Marš u pičku materinu. Boli me ceo kurac. Sam tato. Sađa da spako. Raiduje tato. A nemaš tato da raiduješ. Reši, vrate! Reši, Ritka, Се, овој момент беше мене многу чуден со донациите. Ритко му донира 2 евра, после му донира 100 евра. Демек да си искурчи као демек што се 2 евра за мене, донира ми 100 евра. Ајде да видиме. Jevate jajara, dođe 2 eura donira. Šta je to, brat? Ne radimo ni Streamlabs, brat. Мене ми е многу чудно како човеков заборава дека секој од нас почнува со нула и на некогаш и тие 2 евра се многу. Не разбирам. Плюс не е за 2 евра, Ритко се заебава. Да му дам 100 евра, jebot. Propalice. Jel mu smeš ti meni da doniraš 100 evra? Pa ne smeš. Само тука не го поддржувам Ритко. Само тука, од цело видео. Немаше потреба да се докажува со човек кој што нивото на интелигенција му е нула. Нели постојано вика IQ, не знам колку имал, ама ако имаш IQ човече не го правиш ова. Ритко единствен проблем е што му влезе во замката, го повлече енергијата и сакаше во моментот да се покаже дека треба да му донира повеќе пари, дека можеби нели кажете бек 2 евра и сега нема. Ритко, тука брат, застануваш, готово, не ти треба. И тука сега ќе видите како егото си го наполни како да победил бака прасе. Гледайте. Евра лику je donirao 300 evra. Meni tu jajete, udalno 300 evra. A jesam vam rekao da će da donira Nazor, jesam vam rekao da je glup. I da će da donira Nazor pare, brate. Ja sam genija, brate, čekaj, volite. Ja sam brate, pa šta mislite kako imam 2 miliona? Ja znam kako svaki čovjek razmišlja. Ja znam kako će sve da se desi. Evra, ja sam prepametan. Osvojili smo 300. Što bih mu donirao, brate? Ja sam uzeo 200 eura. Ja sam upravo pokazao kako da se zaradi 200 eura za bukvalno... Opa, ajde ti spavaj. Pokazao sam kako da zaradite 200 eura za
5 минути. Толку. Ќе кажам само како за крај мислење за целата оваа ситуација, крајот беше поред мене, како што кажа Вритко, погрешен. Воопшто не требаше тоа да го направи, не е за парите 300 евра, кој 300 евра, не се многу пари, тоа е се за некого, но не се пари кои треба да се пукаш у глава, но ете голем поздрав до Ритко, голема поддршка до Ритко. Имав чувство во себе дека морам да го направам ова заради тоа што се сметам моментално за еден од најактуелните јутубери, ако не се поддржуваме меѓусебно во вакви ситуации, не си ја бодриме нашата држава и нашата YouTube македонска сцена, никој нема да не бодри. Јас ќе ве замолам вас малку да размислите кого ние поддржуваме и себе си се ставам во вашиот кош. Во истиот кош се извинувам. Затоа од денеска јас Бака Прасе нема да го. Затоа што е клошар, затоа што е пичка, затоа што е педер. Заради тоа што славата која што ја достигнал, не сака да ја посвети на помош кон другите, заради тоа што сите сме почнале, сите знаеме како е на нула. Поздрав до сите вас, поздрав до Ритко, брат мој, чувај се, имаш голем поздрав од мене, поддршка од мене. Љубите брат, те сакам и тоа е тоа. Се слушаме, се гледаме, дечки, ставете лайк, ставете subscribe во ова видео и пишете коментар, мислење на оваа тема во коментари. Чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.